Бил еден од основачите, но и раководител на Македонската револуционерна организација. Го нарекувале апостол и совесна револуционерна Македонија, а бил и директен учесник во македонското револуционерно движење како близок соработник на Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров. Денеска се навршуваат точно 111 години од погибијата на македонскиот национален револуционерен херој и просветен деец Пере Тошев, чии коски веќе 27 години почиваат во дворот од црквата Свето Благовештение во неговиот роден Прилеп. Искрено сум горсто во 96 година од Дреновската клисура, токму овде во дворот на најстарата црква во градот, во црквата Свето Благовештение, се донесени моштите на овој прилепски и македонски великан, кој што е едно од најзначајните имиња во македонската историја. Инаку, во 1912 година, Пере Тошев, скршен од договорот за сојуз помеѓу Бугарија и Србија, а со кој Македонија била поделена на спорна и беспорна зона, тргнал од Софија за родниот Прилеп. На тој пат бил убиен од турска заседа на 4 мај во Дреновската клисура на 47 годишна возраст. Откако бил убиен, турците го исекле на парчиња и го закопале во каналот покрај патот. По 5 дена роднините го нашле телото на Пере Тошев, но турците им забраниле да го погребаат во Прилеп. Па под засилен надзор на турците, Пере Тошев бил погребан во дворот од црквата во селото Фариш се до 1996 година, кога неговите посмртни останки биле префрлени во дворот од црквата Свето Благовештение во Прилеп, каде се наоѓаат и денес. Пере Тошев денес има споменик и во центарот од градот, а неговото име го носеше и Патриотското здружение, чиј председател е Јане Ченто, а кој веќе 6-та година е во затвор од вкупно досудените 15 години.